Марта Кос, Македонија е тажна приказна. Македонија со најнизок раст на бруто домашниот производ во регионот. Биткоинот може да достигне $200,000 до крајот на 2025. Зеленски, Путин сака примирие за парада. Лагом, шведската тајна за посреќен живот. Зошто прозорците на авионите се округли, а не квадратни? Европската комесарка за проширување, Марта Кос, изјави дека Македонија е тажна приказна бидејќи премногу долго чека на почеток на преговори за членство во Европската унија. Во интервју за Радио Слободна Европа, таа истакна дека ако Украина чекаше исто толку долго како Македонија, преговорите би започнале дури во 2045 година. Кос посочи дека Косово, Македонија и Босна и Херцеговина се тажни приказни на Балканот во контекст на европската интеграција. Таа нагласи дека Црна Гора и Албанија се најблиску до членство во ЕУ, додека овие три земји се соочуваат со сериозни предизвици. Комесарката за проширување истакна дека Македонија мора да ги забрза реформите и да покаже решителност за да го забрза процесот на интеграција во ЕУ. Таа апелираше за поголема политичка волја и посветеност на европските стандарди. Светската банка ја ревидираше својата прогноза за растот на брутодомашниот производ на Македонија, предвидувајќи раст од 2,6% во 2025 година, најниска стапка во регионот на Западен Балкан. Како главни причини за забавувањето се посочуваат намалената потрошувачка и извоз и покрај зголемувањето на јавните инвестиции. Во споредба, колективниот економски раст на 6 земји од Западен Балкан, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Македонија и Србија, се предвидува да изнесува 3,2%. Светската банка препорачува побрзо спроведување на структурни реформи и подобрување на механизмите за социјална заштита. Според извештајот, за Македонија е клучно да продолжи со реформите поврзани со интеграцијата во Европската унија, како и со економски мерки што ќе ја поттикнат трговијата, вработувањето и инвестициите. Особено загрижувачки се политичката неизвестност и надворешните економски ризици што дополнително ја забавуваат економската активност. Извештајот предупредува дека без итни и ефикасни реформи, македонската економија ризикува да заостане уште повеќе зад останатите земји во регионот. Според извештајот на Стандард Чартерд, аналитичарот Джеф Кендрик предвидува дека биткоинот ќе достигне ново највисоко ниво од $120,000 во вториот квартал на 2025 година, со потенцијал да достигне $200,000 до крајот на годината. Оваа прогноза се базира на неколку фактори, вклучувајќи стратегиско пренасочување на инвестициите од американски средства, зголемена акумулација на биткоин од страна на големи инвеститори и растечки прилив на средства во биткоин ETF-ови. Дополнително, моделот Powerlaw, која следи вредноста на биткоинот во однос на растот на неговата мрежа, предвидува дека цената на биткоинот може да достигне $200,000 во четвртиот квартал на 2025 година. Овој модел се потпира на историските 4-годишни циклуси на биткоинот и укажува на силна перформанса во втората половина на 2025 година. Познатиот инвеститор и автор Роберт Киосаки исто така предвидува дека биткоинот ќе достигне вредност од $180,000 до $200,000 до крајот на 2025 година. Тој го гледа биткоинот како заштита од економски турбуленции и верува дека неговата вредност ќе продолжи да расте во услови на глобална економска нестабилност. Иако овие прогнози се оптимистички, аналитичарите предупредуваат дека криптовалутите се познати по својата волатилност и дека инвеститорите треба да бидат внимателни при донесување на одлуки за инвестирање. Украинскиот председател Володимир Зеленски го отфрли предлогот на Владимир Путин за тридневно примирие по повод 9 мај, оценувајќи го како манипулативен обид за привремено затишје само за време на руската воена парада. Тој нагласи дека животите не смеат да зависат од символични датуми, туку од искрени мировни намери. Ние ги цениме човечките животи, не парадите. Светот нема потреба од тридневен мир за да изгледа убаво на телевизија, рече Зеленски во своето обраќање. Наместо тоа, побара целосен, безусловен и најмалку 30-дневен прекин на огнот за да се овозможи вистински напредок кон дипломатско решение. Кремиот предложи примирие од 8 до 10 мај, но украинските власти се сомневаат во искреноста на понудата, потсетувајќи на претходни прекршувања на договорени паузи во борбите. Според Киев, овие иницијативи најчесто се користат за реорганизација на руските сили. Меѓународната заедница го следи развојот со внимание, додека борбите продолжуваат на повеќе фронтови. Зеленски останува на ставот дека мирот мора да биде резултат на вистински договор, а не пропаганден потек пред политички или воени настани.
Вистина е дека додека светот трча по брзи решенија, зафатени распореди и постојана потрага по повеќе, скандинавците одамна го пронашле својот баланс. Филозофијата на живот наречена лагом, што потекнува од шведска, нуди едноставност, умереност и повеќе среќа без непотребен притисок. Лагом значи ни премногу, ни премалку, туку токму колку што треба, и ја проникнува секоја сфера на животот, од работата, преку навиките за купување, до уредувањето на домот. Вистина е дека оваа умереност придонесува за намалување на стресот и зголемување на чувството на контрола во секојдневниот живот. Лагом ја нагласува важноста на задоволување на реалните потреби наместо бркање импулсивни желби, градење на баланс меѓу професионалниот и приватниот живот и негување на благодарност за она што веќе го имаме. Овој пристап промовира поголемо внимание кон заедницата, екологијата и сопствената добросостојба. Вистина е дека лагом може лесно да се примени во секојдневието преку мали, но значајни промени, уредување на домот без вишок работи, балансирана исхрана без крајни рестрикции, внимателно купување со приоритет на квалитетот наместо квантитетот, како и создавање здрав баланс меѓу работата и слободното време. Исто така се охрабруваат меѓучовечките односи изградени на умерени очекувања и искрена грижа. Вистина е дека примената на лагом во домот носи чувство на топлина и спокојство. Просторот станува функционален, светол и пријатен, а отсуството на вишок предмети овозможува подобра организација и леснотија во секојдневните обврски. Природните материјали и минималистичкиот пристап го зближуваат човекот со природата и го намалуваат внатрешниот немир. Вистина е дека преку умерен пристап кон исхраната можеме да изградиме поздрави навики без непотребни ограничувања. Наместо постојано броење калории или следење строги диети, лагом охрабрува да уживаме во храната со свесност и умереност, што долгорочно води кон подобро здравје и задоволство. Вистина е дека примената на лагом во работата помага да се избегне прегорување и да се зачува љубовта кон професијата. Со поставување јасни граници помеѓу работното време и личниот живот, си овозможуваме повеќе енергија, креативност и вистинска радост и од работата и од слободното време. Прозорците на авионите се округли или овални главно поради безбедносни причини поврзани со распределбата на притисокот за време на летот. При големи височини, притисокот внатре во кабината е значително различен од оној надвор, а заоблените прозорци овозможуваат рамномерно распоредување на стресот околу нивните рабови. Кај квадратните прозорци, напротив, се создаваат стресточки во аглите каде што се концентрира притисокот, што може да предизвика пукање или оштетување на структурата. Ова е една од причините зошто инженерите во авиацијата одбрале заоблен дизајн за прозорците. Историски гледано, првите авиони имале квадратни прозорци, но се соочиле со катастрофални дефекти токму поради концентрирањето на стресот во аглите. После детални анализи, се утврдило дека округлите прозорци обезбедуваат поголема структурна цврстина и трајност. Накратко, заоблените форми на прозорците спречуваат појава на стреспукнатини и овозможуваат подобра безбедност на авионот во услови на високи притисочни разлики. Марта Кос, Македонија е тажна приказна. Македонија со најнизок раст на бруто домашниот производ во регионот. Биткоинот може да достигне $200,000 до крајот на 2025. Зеленски, Путин сака примирие за парада. Лагом, шведската тајна за посреќен живот. Зошто прозорците на авионите се округли, а не квадратни?